Откако пред 2 дена лично премиерот Зоран Заев ги повика новинарите да објавуваат било какви индиции за криминал, денеска им се закани со тужби. Заев најави дека на суд ќе се соочел со медиумот кој вчера ги објави документите од пријавата на Орце Камчев за случајот Рекет. Негира било каква поврзаност со осомничените Јовановски и Милевски. Јас лично, верувам заедно со мене Радмила Шекеринска, Никола Димитров, Фросина Ременски, сите што сме спомнати таму, ќе ги повикам заедно со мене да поднесат тужба за клевета и таму да ги отвориме документите и на поведок на јавноста да докажеме дека новинарот кој што го лиферува ваквиот запис лажи. Од опозицијата обвинија, Заев бил главата на криминалниот октопот и цело време знаел за афирата. Зоран Заев не само што не го пријавил случајот Рекет, туку како што видовме од записникот и го обструирал. Од она што можеше јавноста да го види е дека Заев, кога дознал дека оштетениот го пријавил случајот, ги предупредил извршителите на рекетот, неговите извршители, да прекинат комуникација со оштетениот бизнисмен. Почитувани, дали Зоран Заев лажеше дека се сретнал со второосомничениот и дали Зоран Заев ги предупредил извршителите да се повлечат и да ја прекинат комуникацијата со семејството на оштетениот. Од СДСМ пак ги повикаа надлежните институции да расчистат како исказот на Камчев стигнал до медиумите. Според нив, објавувањето на доверливи документи со цел да се подкопа истрагата е кривично дело. А доколку се докаже дека одредени медиуми манипулирале со содржината на документот, мора да следува одговорност, велат од Социјалдемократскиот сојуз. Основното јавно обвинителство го осуди објавувањето на документот. Обвинителството нема да ги коментира информациите изнесени во јавноста, но ќе потенцира дека откривањето на доверливи информации од страна на поединци представува опасност и штета за севкупниот општествен систем и е кривично дело. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ќе преземе действија за утврдување на фактите како овие документи се протечени во јавноста и ќе бара одговорност од сторителите. Ојо ја потврди автентичноста само на објавената фотографија од првата страница од записникот од сведочењето на бизнисменот Камчев, но не ги потврдува останатите наводни делови кои ги објави порталот Инфомакс. Новинарот Саше Димовски, кој долги години ги следи судските предмети, вели дека потврда за автентичноста на документот добил лично од обвинителката Вилма Русковска. Тој од обвинителството бара одговори, зошто се уште не се изземени судиите, чии имиња се споменати во исказот на Камчев. Сега обвинителството, наместо да се занимава во преден план со тоа што кој го објавил и да ги гони кривично, што секако е еден дел од неговата работа и нека ја работи, треба најважно да одговори имињата на судиите кои се спомнуваат таму, зашто не се изземени, на што јас го кажував и минатата недела, бидејќи еве сега јасно се посочува чиј брат кој колку барал и така натаму во овој исказ, и зошто никој од овие политичари кои се спомнати од Заев до Ременски до другите не се повикани од 2 мај до денеска. Реагира и од Македонската асоциација на новинари. МАН бара од своите членови да не подлегнуваат на притисоци и закани и да не ги повлекуваат текстовите кои се однесуваат на аферата Рекет. Оти како што велат, секое објавување текстови во однос на оваа афера е заштита на јавниот интерес. Од асоциацијата потсетија дека лично премиерот ги повика новинарите слободно да пишуваат на оваа тема. И велатот имале сознанија дека и останатите функционери наведени во документот вршеле директен притисок врз медиумите. Инаку тужба против медиумите преку Facebook најави министерката за одбрана Радмила Шекеринска.